Почитувани гледачи, добра вечер. Вечерашна тема во Визави е борбата против рудници во Југоистокот. До каде застана иницијативата? Дали има резултати и дали еколошките здруженја имаат стратегија како да ја продолжат повеќе годишната борба против отворање на рудници во овој регион? Мои вечерашни гости се Ѓорги Танушев и Стојан Велков од Здрава Котлина. Добра вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Добро ја најдовме, благодариме за поканата и баш е во вистински момент, затоа што ни предстои настан, кој би сакале да позборуваме повеќе за тоа и за некои други работи. Тоа беше темата за која што и поводот за кој што ве повикав и ја отворивме оваа тема. Каков настан подготвувате оваа сабота? Најпрво да кажем дека ова недела ќе биде настанот, недела како ден, тоа е 26 мај. Настанот ќе биде од 15 до 18 часот. Практично ваков настан досега немаме организирано. Го организираме трите јадра, така да кажам, кои сме против рудникот Иловица. Тоа се Екодолина, тоа се младите на Иловица, на Штука Иловица и Здрава Котлина. Настанот се состои во тоа што ќе тргнеме со автомобили, со моторни возила, низ цела Струмичка околина, но и во градот. Така што самиот настан е замислен како, или наслов на настанот е предупредувачки аларм против рудникот Иловица. Зошто предупредувачки аларм? Затоа што веќе некое време владата која што треба да ја одземе концесијата уште од 2016, веќе некое време нема никакви сигнали, никакви знаци по однос на тоа прашање. Трпението на народот, трпението на луѓето и на оние кои што не сакаат да има рудник овде од јасни причини, полека како да почнува да се губи. Јасно е тоа дека мора да се одземе таа концесија и ние сакаме со тој настан да свртиме внимание на поголем дел од јавноста овде и да укажеме дека конечно таа концесија мора да се одземе. Како габарит настанот треба да опфати населени места и поголем дел од градот Струмица, кој ќе самата поворка, самиот караван треба да помине околу 60 километри, со тоа што ќе имаме снимено повикувачки и пароли кои што се упатени и до самите луѓе, но и до владата која што мора конечно да ја одземе концесијата и да стави на вистина крај на оваа голгота која што ја поминуваме сиве овие 2 години. Најавувавте повеќе активности, Ѓорги, дека ќе има засилена кампања, дека ќе делувате малку поагресивно, ако може така да се изразам. Меѓутоа има отприлика еден настан месечно она што го организирате. Што се случува? Дали ја променувате стратегијата или имате сопки во делувањето? Па не би рекол дека има затише, можеби во некоја смисла тоа е ефект на она што се дешава во позадина. Значи, во меѓувреме Евромакс го промени собственикот, на игра дојда Трефигура, тоа е голема корпорација од Швајцарија, која што има доста скандали еколошки зад неа. И сега имаме нов противник, односно во позадина имаме нов противник, така да мора ние да се приспособиме на она што се случува на терен. Именно нашите акции се планираат во малце по би рекол, се припремаме за порадикални акции. Значи, за тоа си бар организација и време. Ние се надеваме дека владата во меѓувреме ќе најде сила да се исправи пред ова историска задача и да постави по законите на државата. Во спротивно граѓаните би биле поставени во позиција да го прават тоа што владата треба да направи за нив, а тоа е преку граѓанска непослушност и радикални чекори да ја принуди владата конечно го реши ова прашање. Така да во тек е реорганизација, значи имаме поголеми активности во припрема и во меѓувреме оставаме некој простор владата ова да го реши.
бидејќи ова е крајно време веќе. Пред да се вратам на проблемот со владата и со локалната самоуправа, како тие реагираат на сите овие активности, би прашала она што го спомнавте за промената на собствеништвото на концесионерот, односно Евромакс и Трафигура. Дали сметате дека тоа е причина што престанаа тие масовно организирани средби со граѓаните, нивните активности во регионот? Како го толкувате сето она што се случува? Сметате дека и тие прават нова стратегија за делување или? Па, вака, од она што успеав да го прочитам од нивните активности, значи имаме достап до нивни извештаи, тие нема многу пари, бе донесени до финансиски колапс, значи аплицира во берзата на Торонто за еден вид условен банкрот. Во меѓувреме се деси инвеститор, им дојде инвеститор, им даде обврзница од 1 милион евра, па сега може би повторно ќе никнат, но факт е дека тие немаат пари, како што тврдевме до сега. Сметат дека Трафигура сега ќе внесе финансиски инекција? Трафигура веќе внесе финансиски инекција од 1 милион евра, но што би тоа значило за сите нас? Може би ќе имаат повторно вакви средби, но населението овде е крајно решено. Тие се прочитани каков тип на инвеститори се Трафигура. Доволно отвориме Google и да видиме што се немаат направено. Значи, Трафигура како инвеститор успеа да истрби 100.000 луѓе во Африка, во брегот на Слоновата коска. Депонираше токсичен отров кој што имаше ефект врз 100.000 луѓе. Ги коруптираше високите службеници, значи, во државите за таа работа. За да се затешка. Јавно осудена. Значи, имаме судски пресуди по Трафигура, знаеме кои се Трафигура. Во Норвешка успеа да имаше инцидент каде што затруја цело едно градче со хемиски агенси со пренос на контейнери на опасен отпад. Така да, јас не е јасно од кај доаѓаат тие пари и зошто доаѓаат, но ние нема да дозволиме. Сметате ли дека рудникот и Ловица штука стана жешка тема и за самите власти, и за локалната, и за владата? Пред, не знам, отприлика 2 месеца, представници на владата заедно со премиерот беа во Иловица и Штука на средба со граѓаните. На последниот настан кој што го организираа младите на Иловица и Штука беше присутен и градоначалникот на Босилово. Некако сме со граѓаните, но ништо нема најаве, нема никаков чекор превземено. Сметате ли дека тактизираат или едноставно не знаат како да се носат со овој проблем? Па вака, значи имајќи во предвид дека парите доаѓаат од надвор за оваа работа. Значи, ЕБРД како ЕБРД е еден од инвеститорите во Иловица Штука, не доаѓа преку локалната канцеларија во Македонија, него доаѓа директно од Лондон, кај што е централата на ЕБРД. Исто така Трафигура е голема меѓународна корпорација. Тие владата како влада, јас сум сигурен дека имаат притисоци од надвор. Но во исто време, владата е одговорна пред своите граѓани да ги спроведува законите за сите подеднакво. Ние го охрабруваме премиерот Заев да истрпи да одолее на овие притисоци и да го донесе оно правилното решение што сите граѓани го очекуваат од него. Вистина, тој се увери и самиот во Иловица пред 2 месеци, каде што над 95% од населението е против изграба на такво чудовиште веднаш во нашите домови. Но не е само тоа, локалното население таму, насекаде. Значи, на референдумот, што беше одржан пред 2 години, тоа многу јасно се види. Тие цифри што беа тогаш направени се многу релевантни и се уште денес дори имаме се зголемени, да. Така да ако гледаме подносна поддршка на населението на рудникот Иловица Штука, тоа се минимални цифри од 2%. Толку отприлика се и луѓето што се вработени таму практично во Иловица, во рудникот на Евромакс. Но реално поддршката
една наша страна. Ние за оваа емисија разговаравме со жителите на Иловица и на Штука. Предлагам да ја погледнеме анкетата, размислувањата, меѓу кои на Дедо Илио, познатиот борец против рудникот во Иловица и Штука, па потоа продолжуваме со разговорот. Јас говорам стрикно тука за Струмица, Валандово, тука тие положби. Тука не е за рудник. Тие не са места за рудник. Тука има живот сега, да не одеме има направени изводи, нели? Колку това струмичко подраче тука со се, какви ресурси има, а што тај рудник ќе направи? И всичкото злато да го дадат, нема това да го плати. А не они сега нешто 2 на 100, па нешто ќе се зголемило. Значи, мислам, ме разбирате. И сам јас така, и како слушам народот, така јас сам тука меѓу тај народ. Народо не сака рудник. Они сега имат едни, од првите времена беше некој мир, беше некој, ама това ка се дојде, сега знаеш, сите работи, сите борби, најнапред психолошкото знаење се употребува. Ево ти, нема тутун, ке има жолто злато, пари, ке се седе, ке се јаде. И ние, очи, си викахме злато, тука пари, това ке се... Таман после така, ние разбрахме што се спрема тука, на кој начин ќе биде тај рудник. И сега веќе и најобичните, најпростите луѓе сваќат, разбират оти. Ако рудникот се отворе, за тие 2 села и Шушица, ама за тие 2 села нема шанса тука. Мора секој да си збира багажи и да го нема тука. Оти покрај се да ви кажам и това. Патот што ќе биде главниот пат за доаѓање и одење од рудникот. Иде ја така малку мрднејте. Ја тај чукар зад него ќе е рудникот тука. Од таа страна ќе иде пато и тука право на последните куќи, така на подножите тука. Тука иде пато и право на 100 метра покрај куќите. На 100 метра покрај куќите и таму кај базата на Трендо што е за песок, сепарацијата, свртувана кај Шушичко стопанство. И сега замислејте покрај брана, лужене, обработка на кравичо, се тирот. И тај главниот пат ќе биде тука. А по тај пат, знаеме што ќе одат, нели? Ќе одат возила, ќе донесуват се што треба за рудникот. Тука ќе бидат експлозиви, средства за обработка на тај рудник, киселини, јас не им ги знам ни имијата. Това се со тие работи ќе се носи. Доволно ќе ни се издувните гасове тука на нашето населено место. Гасовото од тие возила, нагоре надоле. А што ќе носат опасности, товарна цистерна, да речемо 30 тона, носен сулфурни киселини или било што. Да тргнемо што од Ново село. Преко Ново село ќе мине главниот пат. На тај клино таму Ново село, дека кај пазаришто дека беше. Замислејте кои возила ќе минат преко Ново село. Сушица, Сикерник и Штука на 100 метра покрај Штука. Бог да чува било од што. Јас сам малку постар, имам сознание, исплодираа цистерни со горива покрај плажи, покрај... Си оде било од што исплодира и толку луѓе умрели. Ако таа цистерна тука пукне, протече, на 100 метра до Штука, што ќе се случи? Тотален геноцид, право уништување на тај народ. Значи, замислејте какви тешки, какви неприфатливи работи има. Значи, јас сам чисто еден лаик, за мене това неможно да би бил присутен дека това ќе се решава. По никоја цена мене не му бедува човек да тука рудник има. Тоа не се грижува на сите. Број ден е водата. Ако се загадва водата, доколку се отвори рудникот, значи треба да најдат решение. Дали од Доброшинци, дали од Шицки носат, деки мислят, нека донесат. Без вода, значи нема ништо. Би биле ли спокојни ако отровна вода ви тече низ селото? Не, јас никој не би бил спокоен. Кој би сакал да пие вода загадена? Прво саба треба да се уништи, после и фамилијата. И цело село население. На мене, моето мислене, на мене не ми треба рудник. А тоа што сака рудник и тие што сака да отворат, нек дојдат они, нек пијат вода од таа. И нек работат земјоделие. Ние први ни земјоделие ќе нема.
изминатиот месец, но и во повеќе наврати порано, председателот на Рударската асоциација на Македонија, Николајчо Николов, кој воедно е еден од директорите на рудникот Бучем и Боровдол, кој што почна со работа, предлага да нема преработка на рудата во Иловица и Штука, односно само копање и транспорт до Радовиш, со што би се на некој начин и продолжил векот на рудникот Бучим, но и да се заштити околината, бидејќи тој во неколку наврати спомна дека нема направено експертски комисии кои што ќе можат да ги проценат за и против аргументите дали ќе има штети врз земјоделието и животната средина. Дали вие би се согласиле со таков предлог? Рудата да се копа во Струмичко и да се транспортира, со што би се избегнале сите тие недоумици и проблемите кои што би се појавувале од загадување на почва, подземни води со преработка и опасните химикали кои што можеби би се на некој начин испуштиле во животната средина. Па вака, ние децидно не се согласуваме со никаква интервенција која е поврзана со Г1 тешка загадувачка индустрија врз природата. Ние сите го знаеме тоа, знаеме дека и самото ископување. Првиот амфо експлозив кој ќе пукне таму веќе ќе почнат да се чувствуваат последиците. Ние сме децидно против секакво нарушување на природата од такви размери, се разбира. Значи, тоа што си прави Николајчо некој филмови, тоа си е негова работа. Николајчо не може да не убеди нас, кои што повеќе ја познаваме работата, па и населението овде, дека рудникот, дека тоа би било најдоброто нешто што може да се направи ако се ископува рудата, ако овде не се обработува. Не, најдоброто нешто е да не постои рудник воопшто. Јас не знам кои се нивните математики, се разбира тие како рударска компанија сакаат можеби да лапнат дел од колачот, но не на штета на природата и на здравјето на сите нас. Така да децидно сме против било какво копање, затоа што там од самото копање ќе се ослободат такви хемиски супстанции кои што се во почвата внатре, во карпите, што ќе биде загадувањето сериозно и без да постои хидројеловиштето и така натаму. Само да додадам, значи во случај на ископ на ваква количина руда на планината Огражден би се сформирала природно хидројеловиште, но полно со сулфурна киселина поради природната реакција на карпите, значи сулфурот оксидот со дождовите. Тоа природно, така наречено природно езеро би прелејало после 60-та година од завршувањето на ова, на рудничките операции, и каде би ишла таа вода повторно сега сулфурна киселина ќе тече. И би било полно и со други тешки метали, меѓу другото. А да не зборуваме за она што според проекциите на Николајчо, некој да гради лента од 40 км и повеќе, па тука повторно по таа лента се нарушува биодиверзитетот на ареалот на животната средина. Уште повеќе што во моментот Николајчо има побитна работа да објасни како планира да го реши веќе постоечката јеловина што има натрупано во форма на вулкан, што сите го гледаме кога поминуваме, кој што годишно емитира 10.000 тони прашина во околината. 10.000 тони прашина годишно е еквивалент на да ги соберете заедно сите индустријски капацитети во Македонија, вклучувајќи РЕК, БИТО, ОСОМЕЙ, ФЕНИ, ОХИС, ОХИС не работи, Железара, значи сите големи заедно не се доволно еднакви колку што го прави Бучин. Зошто? Затоа што има натрупано 150 милиона тони јеловина, што не може тек така да ја острани, а сега бара уште дополнително 300 милиони тони јеловина. Што ќе правиме ние? Три вулкани едно до друго? Нека го реши првом проблемот што го има тековно, па потоа нека
биде еколошки загрижен, како тоа би било на друго место. Ма Има генерално. чувство дека многу малку се зборува всушност за последиците од одредени активности, без разлика дали се индустријски или други активности, бидејќи зборуваме многу малку зборуваме пред да се направи некоја активност, но и откако ќе ги имаме најсериозните последици, тогаш реагираме. Дали има веќе преземано некакви чекори во Радовиш? Имате ли колеги, активисти кои што работат на оваа тема? Таму има активисти, тие ги имало од секогаш, но она што таму се има случено, фактички е конфлуенца, еден вид, каде што градот зависи од судбината на рудникот. 600 вработувања мислам дека имаат за Радовиш и тие се сега едно моќно лоби локално во самиот град, каде што се задушува практично се задушува тоа се 600 фамилии, да речеме, во самиот град и многу е тешко да се отргне влијанието на навеќе постоечкиот рудник, без разлика што луѓето се троват. Во Тополница, на пример, луѓето сакаат да се иселат. И во Бучим исто така, и во селото Бучим. Бучим. Но каде да одат? Кој ќе им ги реши тие екзистенцијални проблеми? И изгоре на се, ако престане, ако се случи да луѓето се одредат или ако се направи некаква локална политика да луѓето се усмерат на земјоделие, на пример, кој ќе купува таму? Дали вие би купиле продуктот таму кој што е произведен во близина на рудник, кога се знае колкави се огромните загадувања околу тој рудник? Штетата во Бучим веќе е направена. Земјиштето околу, преку таа емисија на 10.000 тони прашина годишно, самото земјиште околу рудникот е полно со тешки метали. Но Николов тврди дека посадиле во близина на рудникот површина со грозија и дека таа е апсолутно незагадена како и лозијата во Струмичкиот регион. На основа на што тврди, има показатели, параметри? Но имаме ли и други независни следења и испитувања? Има, значи, постојат студии од професори кои што ги тврдат точно тие работи. И почват, ние немаме закон за почви, но можеме споредбено да утврдиме колку се почвите загадени кај нас и колку би требало да бидат според европските стандарди, што упорно ги тврдиме. Само за илустрација, кој пред 2-3 недели излезе информација дека грозјето во Кавадарци има 15 пати зголемено железо од нормално. А таму кој го прави тоа? Овде сигурно Бучим е трета поред точка, црна точка на загадување од 16 измерени подречја во Македонија. Тоа кажува многу. Јас навистина не знам и нашата јавност, но и интелектуалците, така да кажеме, и оние кои што им е всушност професија заштита на животна средина, па и биолози, еколози и така натаму, јас не знам всушност зошто не реагираат. Не е борбата оставена само на 3 здруженија. Значи, мора да реагираме сите за да се заштитиме. Примерот со Бучим ние само... Како реагираат експертите? Да кажам. Примерот со Бучим и со другите тешки индустријски загадувачи треба да ни биде пример на нас кои живееме овде, да не дојдеме во таа фаза. Јас не знам што мисли тој народ. Само да појаснам, замислете сега како ќе се чувствува некој што треба да откупи грозје од вам, кај што имаме потадоци јавно објавени, каде што маркетичкиот бренд сега има уништен на луѓето, кој ќе купи 15 пати грозје со 15 пати повишено железо. Ова треба да е аларм за нашите производители овде во Струмичко, кој ќе им купи грозје од Далвина, да речеме, или од преобработувачките капацитети на индустријски за земјоделски, раноградинарски. Истото ќе биде производи. Нема да биде поразлично, само ќе биде многу поголемо. Во Кавадарци загадува фени. Но овие рудници, тоа се далеку над, имаме емпириските податоци, докази дека емитираат многу поголемо. Но ќе изумре и другата индустрија и другите капацитети и фирми кои работат во функција на земјоделието. Знаете колку пропратни фирми работат за земјоделие. Сето тоа ќе се уништи, затоа што еве сега јас лично на пример никој пат, ако го знам дека потеклото на грозјето од Радовиш, никој пат не би го консумирал, ниту вино, ниту ракија.
не знам што се замислуваат тука луѓето дека ќе случи. Зарем не знаеме, нели е доволно јасно како загадува рудникот? Па 10 пати поголем ќе биде нашиот рудник, поголемо окно, поголеми карпи ќе се изфрлаат на страна, поголем практично како што спомна Ѓорги во форма на вулкан окно ќе имаме. Не, нема да имаме овде такво, но проблемот е што емисии Ако има штетни ќе има. хидројаловиште, ако се гради браната ќе има. Да, значи, но тоа ќе биде внатре во браната. Зборуваме... Вулкан нема да има тука. Да. Зборувавме Во Радовиш би имало ако сака Николајче да гради. Секако дупката ќе остане. Да, тоа И да нема и да има, формата не е битна. Битно е содржината од тие тешките метали кои се со карпите ќе се тука. Значи, комплетно ќе биде девастирана цела мрежа од подземни води. Можете да замислите колку е 800 метри да се спушти надморската висина. 2 цели рида ќе ги снема. Сега ги повикавте експертите од областа на животна средина, биодиверзитет, еколози, кои што би требало да се многу поактивни во однос на сите овие прашања, во најмала рака да се разјаснат многу недоумици, многу полемики, дали и какво влијание би имало. Имате ли на располагање експерти, професори кои што сакаат и соработуваат со вас, бидејќи во јавноста многу малку ги гледаме? Со што се Може соочувате? да ви кажам, значи, иницијалниот инпут за опасностите пред се за хидројаловиштето ни го дадува експерти од странство, кои што е релативно тешко е да се најдат, бидејќи тие се на еден начин многу поврзани со дејноста на рударството. Понатаму, ние сме сведоци каде што наши домашни експерти едно зборуваат на едно место, за потоа да го сменат истото мислење на друго место кога се аплицира. За жал, корупцијата е присутна и во стручната јавност, и тоа се докажува, но тоа нема начин како да го, барем за сега, јавно да го спречиме. Домашните експерти што би требало да реагираат за, еве конкретно за рудничка индустрија, се уствари рудари. Доаѓаат од рударскиот факултет од Штип. Но тие се и tekako тесно врзани, бидејќи тие се исто и подписници на студиите кои што кажуваат дека секи биде во ред, а на крај ништо не Си биде го во ред. штитат фактички својот интерес. Значи во тој случај не фама, не познат факт дека имало, наречеме, пробивање на јаловина од руднички брани во Македонија, си има случајно. Се што може тие да направат е да се надеваат дека нема да се случи, но реално се случува, без разлика на нивните најдобри желби и мислења. Она што треба тие да го кажете, да бидат искрени пред луѓето и да им кажат, окей, луѓе, ако го правиме тоа, има ризик, ова да се случи, дали вие сте спремни да живеете со тој ризик или не сте спремни? Тоа е се што треба да го направат, не треба нешто повеќе. Но тие само викаат, нема шанси, нема шанси. А има шанси. Тоа е лицемерно. Мене исто ми е чудно во разговор, личен разговор, нели неофицијален, со, да кажеме, биолози, хемичари, секој чест на одредени неколку луѓе, лекари, од луѓе што знаат што значи рудникот. Зборуваме лице во лице дека се разбира, тие не поддржуваат во нашата борба, кажуваат дека тоа е штетно, дури ни укажуваат некои работи што не ги знаеме, а кога ќе им кажете да излезат, да застанат со нас, да излезат во јавноста, да почнат тие да зборуваат, никаде ги нема. Се плаши Тоа е едноставно. страф? Ама мене ми е тој страф. Од кој страф? Од Сосема нејасен. Воопшто да се конфронтираат Пазете, со страф, мислењата најверојатно, Да. најверојатно. Но јас не знам како тие луѓе спијат мирно. Тие ја одбрале својата професија, не само да бидат професори и да предаваат на учениците, од друга страна да не ги преземат. Тоа е сега е моментот кога тие треба да излезат и да преземат мерки и да кажат што треба да кажат. Сепак се авторитети. Сепак луѓето кои ќе слушнат стручно мислење ќе знаат дека тоа на вистина е така, не дека ние лажеме, се разбира дека ја кажуваме вистината. Па и извори ни се и самите тие експерти. Значи имаме Но мене ми е свиркачи нејасно- кои што се совесни експерти и кои што можеби јавно не, но сосема доволно е да ни
укажат на некои работи, ние ги гледаме, тие ги проверуваме и реагираме во нивно име. Тие знаат дека ќе бидат соучесници во геноцидот и екоцидот што ќе настане тука и упорно не се појавуваат на телевизија. Еве пак ќе излезам и еве апелирам да излезат, да се јават, да не контактираат, прашања кои се поврзани со рудникот и воопшто со загадувањето, да излезат и да го кажат своето мислење. Борбата е на сите нас. Овие луѓе сега што живееме овде, во овој момент, од најмал до најстар, треба да ни е јасно дека сите на секој можен начин мора да учествуваме во таа битка. Тоа е битка на нашите генерации. Да, во претходната емисија кога имавме соочување со концесионерот Евромакс, тие рекоа дека правите апокалиптично сценарио, дека ги вадите најцрните можни резултати. Има ли таква доза дека се претерува, граѓаните можеби и со тоа се соочуваат, ви приоѓаат ли со такви објаснувања дека можеби го гледате само најтемното од она, дека не ги гледате бенефитите на отварањето рудник? Освен оние кои што имат личен интерес ги знаеме, други сите се согласни дека тоа е така. Всушност и народот сега во ова време можете за 1 сат, буквално за 1 сат или за половина час да научите што значи рудник. И сега ние објавуваме и фотографии, видеа, и текстови и така натаму, но и самите луѓе се заинтересирани, се велат, чекај да видам дали навистина е тоа така како што зборуваат. Ако беше така, ќе имавме напади јавни и на нашата страница и така натаму. Ајде но тоа да се прашаме што е тоа апокалиптично сценарио. Дали снимките што ги гледавме во Бразил влегуваат во тоа апокалиптично сценарио? реално возможно и реално се случува. Може би добро е да ги чуеме што има да кажат луѓето во Бразил. Да, зборуваат дека би биле по најсовремена технологија која што постои во рударскиот. Што значи тоа најсовремена? До каде ќе загадува? Што е? Не може да нема загадување. Не може да нема последици од кои ќе се заврши со работата. Несовремена достапна технологија, тоа е израз кој што звучи така многу доста. убаво звучи, но во суштина е она што може некој да си го дозволи да инвестира овде. Но не секаде може да се направи тоа. Зошто? Затоа што досега никаде нема хидроловиште високо со кронена брана 276 метри. Никаде во светот. Што значи тоа за нас конкретно? И кај го ставаме ние ова? Ако на снимката во Бразил, таа брана беше околу 80 метри, што значи струмичката би била 3 пати, минимално 4 пати поголема, повисока. Таму во И по капацитет се извинувам, би била 210 пати повеќе. Таа имаше капацитет од 1 милион кубика, а нашата би требало да има 210 милиони метри. Да речеме, значи во тоа сценарио што беше, што се оствари во Бразил, измерени се бранови високи 14-15 метри. Значи ги имаат луѓето анализирано снимките од кога паѓа браната, кога се дига тоа. 15 метри цунами од 80 метри брана. А се замислете пропорционално на Диловица имаме висинска разлика од над 500 метри од круната на браната до самото дно. И ви се испуштава таков бран со огромна 12 пати минимално зголема кинечка енергија од однос на она што е во Бразил. Што мислите какво е тоа сценарио за Иловица конкретно и зашто? За сите нас. А тоа се бранови огромни што не се реални да си ги замислиме, но се реални во природата се случуваат. Ние го имаме ова видено само на филмови, но природата ни дава примери во живиот свет. Што се случува? Понатаму, многу е убаво што нивните експерти, кога ги носат на собери со граѓаните, и ние некојаш присуствуваме, кога не дозволуваат да присуствуваме, ги прашуваме конкретно прашања кои што ги тангираат стабилноста на браните. Тие не се сигурни. Тие викат, не знаеме, не сме го прочитале тоа. Зошто? Како може да тврдите дека ова е сигурно сега, ама кога ќе го прашате конкретни параметри кои што се многу специфични, тоа се технички детали, човекот што тврди дека е експерт, нема одговор.
да не додаваме и други работи за промена на клима што се дешава, значи ќе имаме зголемени важни циклуси, бури и така натаму. Како резултат на изградба на браната Микроклимата целосно ќе се промени. Или заради комбинација копањето, да ги копањето, разберам. да. или комбинација на фактори кои што едно од друго се тригерираат и заедно прават поголема резонанца, да речеме. Што ако во едно време се погоди и земјотрес и поплава. И да, има некоја голема неверојатност, но сепак е веројатно. Многу е веројатно едното да и се... Дали кога- реагира делот експерти и еколошки здруженија за тоа што рудникот на некој начин се поклопува со заштитеното подрачје од 1000 хектари кое во 2003 година е одредено како значајно подрачје за размножување на два вида заштитени пеперуги во Македонија, крупниот дамчест синец и аполоновата пеперуга, како и тоа што дека треба да се пренасочи коритото на штука во 4 километри, а таму имаме ендемски поточен рак. Дали има реакции, дали се поднесени, не знам, некакви иницијативи, бидејќи и тие се битни прашања како ќе се влие на биодиверзитетот и дали ќе има последици од, да речеме, не знам, исчезнување на одредени видови? Така, малку е поврзано со претходното прашање, тоа што го поставивте сега како прашање. Значи, која е таа современа технологија која ќе ги заштити животните што одат таму? Која е таа современа технологија која ќе ископате дупка од 800 метри, која ќе нема да дозволи да се загадат подземните води и која ќе нема да дозволи дисперзирање на целата прашина и преку дождови и преку воздухот? Значи, во однос на тоа прашање дали има експерти, така кажете? Да, кои што реагираат, кои што укажуваат. За среќа има луѓе. Ние имаме писмени изјави од луѓе кои што се директно инволвирани и се професионалци и се стручни лица во однос на екологијата и на биологијата. Имаме, за среќа ги има, но сепак можам да кажам дека проблемот со нашиот рудник мора да стане свеста дека тоа е локален проблем. Луѓето можат од страна и да ни зборуваат, и да ни кажуваат, и да ни окажуваат, но додека нашите луѓе експерти, така да кажам, не се освестат и тие не почнат да продлабочуваат во тоа што ќе се изгуби, како има овие животни кои се заштитени по Бернска конвенција таму. Тие треба да ги иницираат тие работи затоа што ним им се појасни. За жал се малку луѓето, но за среќа сепак имаме луѓе кои што помагаат. Рековте дека барате одземање на концесијата на Евромакс заради тоа што е истечен рокот и се пробиени многу други законски рокови. Исто така имавте иницијативи за кривични, дека кривично треба да се одговара, особено дел од министрите за економија, за животна средина и од претходната влада. И од ова предпоставувам, што се случува со сите овие укажувања, дали има некаква активност на тоа поле преземено или останува на апелирање? Значи, според нашиот кривичен закон, ние мора да почекаме додека не се изврши битно дејство, кое што е фатено во кривичниот закон, односно да се оформи тој предмет. Тоа во тој случај би било доделување на концесија, на дозвола за експлоатација, спротивно на законските норми, и во тој случај ти би се активирали кривични пријави за сите, бидејќи веќе се настанати, имаме временски пресеци кои што тоа се многу докажливи, значи даваме конкретни докази, и тоа понатаму би ги тангирало истражните органи, па и други инстанции на крајниот ден, значи ако овде не добиеме правда, би дали и надвор. Но во еден или во друг случај, ние нема да дозволиме, без разлика на што и да се случи, нема да дозволиме некој да се игра куклен театар овде. Во смисла, доколку правдата не е достапна за сите, тогаш нема поента да имаме правда само да селективна за одредени луѓе. Тогаш и ние ќе правиме слични работи. Прашањето на кривичните пријави кои што не се активирани, но се јавни, служи за да знаат политичарите, односно министрите кои што се одговорни на секој на своја соодветно начин, што ги чека, можеби не денес, но утре други ден сигурно.
Како ја толкувате изјавата на заменик министерот за животна средина Јани Макрадули пред некое време дека не треба да се зборува напамет за рудниците бидејќи постојат нови технологии современи, еве ова што пред малку зборувавме. Сметате ли дека тоа е некој нов курс кој што го најавува владата или е лична изјава која што можеби малку несмасна? Сакам да верувам дека ова е лична изјава бидејќи не соодветствува со реалноста. Имено ние реагиравме по однос на неговото излагање и имаме конкретни прашања што он треба да ги одговори, но уште нема конкретни одговори. Ги упатевте до кабинетот, не знам. Да, значи Дали воопшто стигнале до него? Па стигнале, бидејќи имаат реагирано и на самиот јавен профил на Facebook и така натаму, значи добро е запознат со цела оваа работа што ја направи воочи изборите. Но во исто време, многу е битно да се спомне дека она што он го заговара како европски стандарди во поглед на загадување, еве имаме пример 3 дена гори депонијата во Доброшинци на пример. Претходно гореа во Струга и така натаму, не може да студени да изгаснат. По кои се тие еколошки европски стандарди каде што ова се дозволува и никој ништо не реагира. Значи, ако ние не може да исконтролираме релативно едноставен процес на депонии, зашто збориме за габаритни системи, комплексни системи од типот на рудници и така натаму. Така да јас сакам да верувам дека човекот е реално незапознат со проблематиките, стручната проблематика на руднициве и што тоа значи за животот воопшто. Па би рекол дека таа изјава негова е повеќе паушална отколку конкретно и реална, бидејќи ако е во тој случај реална, треба да говори на многу едноставни прашања. Тој самиот ако е запознае со целата проблематика, јас мислам дека би било срамно да излезе и да даде таква изјава. Сепак, дали било на пипување пулс, што како ќе реагираме ние кои што сме повеќе запознаени или не знам што, сепак тоа беше навистина баук од негова страна и јас мислам дека такви изјави заменик министер за екологија не треба воопшто ни да размислува, да разговара, да ги мисли, не па да излезе во јавноста и да Имам завршно прашање, бидејќи времето ни истекува. Заговаравте иницијатива да се прогласи парк на природата појасот Огражден Беласица до Кожув. Дали е покрината таква иницијатива и дали се уште стоите на тој план? Значи, ние моментално фокусот ни е борба против рудникот, бидејќи нема поента да се прогласи било што ако такво нешто се направи, се дозволи. Меѓутоа, очекуваме успех во ова и очекуваме дека премиерот Заев ќе направи завршница ефектна во корист на луѓето, значи да ги успокои дека нема да има рудник, што е нивна желба, но и да ги исполни законските норми кои што веќе се критични за рудникот. Во тој случај, еднаш кога би била одземена таа концесија, веќе постои нацрт план што ни е заговорен на ниво на регионално ниво за прогласување заштитен појас. Во случајот веќе има конкретни активности за Беласица, тоа ми е познато од една друга еколошка организација што тоа го прави во моментот. Но не знаеме докаде се стаса. Не знаеме докаде со Беласица, но наша идеја, односно регионална идеја беше да се заштитат сите цел овој појас на планини со цел да сме сигурни дека бидејќи ова е најзелениот крај, најземјоделскиот крај во Македонија, би бил сигурен за живот, за здравје. Па дури тука би се регулирали некои земјоделски дејности, односно неправилности што се дешаваат, зборам за пестициди и такви работи, што мора и тоа да влијаме да го снема. Но пред се и над се моментално фокус ни е рудникот, значи опасноста доколку ова не помине. Мислам, во исто време знаеме дека од другата страна на планината Огражден, во двориште се вршат пробни истражувања од моментално кинеска корпорација за рудник. Тоа бе истата компанија што беше во Кожув, така да веројатно и таму не чека некаква борба, уште не знаеме што се случува таму, но сме свесни.
Јас можам да кажам за крај дека разрешницата околу и за рудникот Иловица, посебно со тие последните поголеми промени што се случија, е тука некаде. На сите ни е јасно тоа. Значи, овој протестен марш со автомобили, овој последен предупредувачки аларм или предупредувачки караван кој ќе го правиме во недела, е практично одраз, практично реакција на тоа што ништо не се случува во наша полза. Значи, сакаме да им укажеме на сите, и на локалните, и на централните власти, дека народот овде нема да спие ако случајно се издаде концесија односно дозвола за експлоатација на фирмата. И не само тоа, ние нема да застанеме тука. Ние не се бориме само против Евромакс или сега само против Трафигура. Кој и да сака да отвори било каква загадувач тешка индустрија или рудник овде, не сакаме, нема да му го дозволиме тоа. И сега, ако политичарите сметаат дека незадоволството на народот овде, кој што е запознаен веќе со тоа колку се штетни рудниците, е подобро да пукне и да ескалира, а ние не знаеме како ќе ескалира тоа, затоа што сериозно ни е загрозен нашиот опстанок. Станува збор за напад, можеби од историски рамки најголем напад, не можеби класичен како со војна, туку тоа е историски најголем напад на нашиот живот овде. И сега, ние сме го сватиле тоа и да дозволиме да се отвори рудник, тоа никогаш нема да се случи. Значи овој, нека си го сватат, тие што треба да го сватат, па вклучително и луѓето кои што се подзаспани, оние кои што се заспани, тој предупредувачки караван, дека ќе се заоструваат и протестите и начинот на реакција. А во друга страна ќе имат можност луѓето да прошетаат со автомобили по нашата котлина и навистина од прва рака сега во ова убаво пролетно време после тие дождови се е зелено. Да видат всушност што треба ние да си заштитиме. Ако сакаме да обстанеме на оваа тло. Ако не, куферите и да бегаме. Но каде да одиме? Каде на ова е нашиот дом? Ние друг дом немаме. Ние, добро, се случија, луѓе се иселија, нели, заради тие и тие причини, но има една голема добра бројка што сакаат да останат овде и тука да живеат. Нашата природа не ја даваме. Затоа ги повикувам сите да дојдат во недела, 26 мај 2019, од 15 часот после ручек до 18 часот најверојатно ќе трае целиот караван. Почнуваме од, како се викаше, Агрокор, од купниот пункт, тоест новиот пат кој што се направи како пресек до Кванташкиот пазар, кога доаѓаше од кај Новосел. Почитувани, тоа беше Визави. Ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Не заборавајте дека може да не следите и во живо на Facebook фан страницата ТВ Канал Виз, како и на YouTube каналот, но и на нашата веб страница kanalviz.com. Довидување.